Денеска е рамнодневница, најмистичниот ден во годината, ден кога ноќта и денот се исти, односно и денот е 12 сата и ноќта е 12 сата. Ден кој што нашите предци го славеле, кој што му се восхитувале, на ден кој што правеле ритуали, палеле огини, ги чистеле своите простории, го чистеле живеалиштето каде што биле селата, населбите, градовите. Затоа што на овој ден се почнува одново, па така и природата. На овој ден се раѓа живот, се раѓа природа. Ова е еден од најзначајните денови во годината, затоа што од овој ден нас ни значи животот, храната и така натаму. Сега живееме во модерно време, во кое што не ни се важни овие природни случувања, не им оддаваме толкаво внимание. Дали е тоа добро, дали е тоа лошо, не знам. Но не пред толку далеку, на овој ден му се посветувала голема енергија и се верувало дека овој ден има огромна моќ да ви го трансформира вашиот живот, односно дека годината почнува токму од сега. Од сега се раѓа нов живот, од сега почнува се. Така да ако сакате да почнете нешто, луѓето во дамнешните времиња чекале со месеци, ги одложувале работите за токму на овој ден да го почнат тоа што го планираат. Дали се работи за нешто ново како работа, дали се работи за брак, дали се работи за најобично садење на дрвја, тие го чекале овој ден за да почнат со работа или да го прават тоа што го испланирале. Затоа што верувале дека доколку на овој ден почнете нешто, со вас е и моќта на природата. Моќта на природата значи моќта на универзумот или во модерно време тоа го нарекуваме Бог. Значи денеска Бог ве гледа. И Бог ќе ве види доколку почнете да работите нешто. И затоа овој ден бил вплеткан во нашите животи, во нашата традиција. Се случувале голема славење затоа што како прво сме ја преживеале зимата и од сега до наредната зима нас ни е загарантиран живот. Че природата дава плодови, топло е, не можеме да умреме од премрзнување, не можеме да умреме од глад. На некој начин пред нас следува период на уживање во животот, на уживање во плодовите од животот. Токму тоа значи оваа рамнодневница, овој посебен ден кој што за жал во денешницата сме го заборавиле. Затворени во нашите бетонски кутии, седнати пред нашите екранчиња, ние ја потценуваме и забораваме моќта на природата. Па затоа најмалку што можеме да направиме е да и се заблагодариме заради тоа што ќе ни го даде во наредните месеци, а тоа е храна, тоа е сонце, тоа е живот. И на овој ден се гледала каква ќе ни биде годината. Ако денеска има сонце и има ветар, тоа значи дека ќе биде убава годината. Зошто ветар? Затоа што ветарот ги разнесувал семињата насекаде. Зборувам за семиња од природни билки, од хранливи и од лековити билки кои што ни се многу потребни. Затоа што иако сега ни е лесно да отидеме да купиме од аптека лекарства, ние не знаеме дека тие лекарства се сите направени од природни билки. Така да како и да вртиме, колку и да сме напредни, на крајот од денот природата е таа која што одредува каков живот ќе имаме. Тоа што ние сме во војна со неа и ја уништуваме, не го менува фактот дека она сепак ќе дојде, ќе ни дари живот и на некој начин ќе се грижи за нас како свој чеда. На овој ден се правеле големи ритуали, големи веселби, како што кажав.
една од тие биле палење на оган. За оганот се верува дека чисти, па така сите се собирале покрај оган, играле и пееле околу него, му се веселеле на животот кој што доаѓа и му посакувале добре дојде. Потоа тие ги чистеле населбите во кои што живееле. Ги чистеле од сето она лошо што се наталожило во текот на зимата, затоа што во зимата провладуваат тешките, темни енергии, па така да може во некој ќоше да има останато од таа негативна, темна енергија. Затоа луѓето се труделе да ги исчистат своите живеалишта и да почнат одново. Да почнат чисто, да почнат со убава, позитивна енергија. Исто така тие оделе во најблиската река и се миеле, затоа што водата на овој ден е лековита, па може да ви помогне да се измиете од се што има наталожено во вашето енергетско тело. Во секој случај во минатото се давало многу поголема енергија на овој преубав ден, на ден кој што животот се раѓа и почиња да тече. И мислам дека денеска тоа што ја заборавивме природата ќе ни се врати многу со лошо. Затоа што природните закони се над сите закони, па потоа следуваат другите закони. Но како и да е, да ве потсетам да и се заблагодариме на природата, да и се заблагодариме за животот што ќе ни го дава, за сонцето, за топлото време, за храната, за сето убаво што иде овој нареден период. Се надевам дека ова видео ќе ве потсети и вие ќе го направите истото. Тоа може да го направите како нашите предци со оставање на цвеќе и медовина покрај некое дрво. Главниот ритуал било тоа. Благодарност со оставање на цвеќе и медовина. Затоа што мора да кажеме дека сме благодарни. Едноставно мораме. Не можеме волку арогантно да се понашаме и да мислиме дека природата ќе не служи за секогаш, без ние да и се заблагодариме и без ние да се грижиме за неа. Ви благодарам што го изгледавте и ова видео. Се надевам дека сите заедно ќе дадеме на голема благодарност на природата на овој преубав ден, пролетната рамнодневници. Секако да и посакаме добре дојде на пролетта. Ви благодарам, ви го посакувам секое добро и се гледаме во некое мое наредно видео.